Министер навистина ми е криво кога за деца, особено кога се работи за деца за попреченост, во услови кога рековме дека животните трошоци ги надминуваат 50.000 денари, синдикалната кошничка 37.000 денари и сега вие ги насочивте, ги кажавте сите измени кои се направија оваа година и покачувањата кои што беа првично ги наведовте за самохран родител со дете со попречено 26 години 9.254 денари, на тоа 14%, меѓутоа пак се стигна некоја сума до 10.568 денари. А ако се зема дека необезбедените родители, материјално необезбедени родители како корисници на гарантирана минимална помош, беше со усогласувањето 7.711 денари, на тоа 14% и се стигна некоја таму сума меѓу 11 и 12.000 денари. Дали мислите дека овие деца, а ние нудиме еднократна помош? Значи, не велиме дека кој знае што ќе се постигне со таа еднократна помош, меѓутоа во вакви услови, да не се повторувам за животните трошоци и за синдикалната кошничка, дали 11.000 денари за овие семејства, велам семејства, а бараме еднократна помош за деца, заради тоа што 2.000 денари дава, сега се издвоени средства од антикризните мерки, 1.200 денари за како помош за покачувањето на електричната струја. Дали мислите вие дека овие деца на кои им треба логопед, на кои им треба дефектолог, а не можат да го добијат во своето место, во здравствените установи на кои припаѓаат и многу често во најголем процент посетуваат и мораат да одат на приватни логопеди, дефектолози, дали овие средства ќе им стасаат? Дали овие средства ќе им стасаат за суплементите кои што ги примаат? Најефтините се од 700 до 800 денари, а ги примаат по 1-2 суплемента месечно. Дали ќе им стасаат исто така за кога одат и ги користат услугите физикална терапија, ради тоа што тоа се деца и со комбинирани попречености, имат и телесна попреченост. Тие се ослободени од давачките за физикална терапија, меѓутоа морат да бидат придружувани од родителите, а 100% го плаќаат тие своето учество, мислам, придружбата не е покриена од социјалното. И сега со еднократна помош на овие деца од 6.000 денари, токму може да се помогне во овој дел. И во услови кога се нуди, кога велиме дека во државата постои огромна сиромаштија, и тоа до крајот на годината се рачуна дека 600.000 граѓани ќе бидат сиромашни, 80.000 граѓани, 600.000 ќе живеат со 150 денари на ден, 80.000 граѓани ќе живеат со 60 денари на ден, кога компаниите и на владата, блиски до владата, на владата, бизнисите на владата во вакви услови цветаат, дека се многу пари да се даде еднократна помош за овие деца. Самиот пакет, 9-ти пакет антикризни мерки, со овој пакет владата признава официјално дека во земјата има сиромаштија. Во изминатиот период, оваа влада лошо се справи со енергетиката и секогаш и пратениците и власта велеа дека таа е рефлектирана од глобалните пазари, од криза е и на светско ниво, и на ниво на Европа, па и на светско ниво, и сега во услови
кога на глобалните пазари и цената на енергенсите, и цената на храната се стабилизира, па дури и се намалува, кај нас владата со полна уста, власта зборува дека има производство на електрична струја и од зелената енергија и од базалната енергија, а се покачува електричната струја за 7,5%. Не се усвоија нашите амандмани за намалување на ДДВ-то на електрична струја од 18 на 5%, не се усвоја нашите амандмани за огревното дрво, пак да се намалат од 18 на 5%, не се откажа на владата од тоа ДДВ-то да се покачи од 5 на 10%, да се намалат акцизите, кои сето тоа водат акцизите на реагенсите, сето тоа води до еден зачаран круг во кој што пак ќе се зголемуваат цените на храната и сиромаштието ќе расте. И во едни такви услови власта нема сенс да се даде еднократна помош на овие деца, а во исто време има пари за блиските компании, доделување на блиските компании до власта. Тоа го кажува и Државниот завод за ревизија со претходниот антикризен пакет од кога се вели дека и се доделуваат овие средства на компаниите и на нетранспарентен начин, и критериумите под кои се доделуваат овие средства на тие компании не се во ред, односно не се знае по кои критериуми се доделуваат. И во едни такви услови сега кога наместо владата да работи на економска стабилност, кога признава дека сиромаштијата расте, не сака да помогне, да им се олесни за мал краток период на овие деца. А верувајте, овие деца, фамилиите ги добиваат, не децата, заради тоа што, за да можат овие деца да навлезат во, да се направи инклузија во општеството, во градинките, во школите, во секојдневниот живот, потребни се родителите. Родителите се откажуваат од работа во недостаток на лични асистенти, се откажуваат од работа и фактички овие средства се и за самата фамилија. Само еден родител некаде работи. А зборуваме и за самохрани родители. Значи, ве повикувам уште еднаш да размислите и да дадете поддршка на овој амандман. Благодарам.